Во вестите на М-нет телевизија ќе гледате бурни реакции во јавноста по случајот за наставникот по математика кој допирал малолетни девојчиња во приватен центар во Штип. Од обвинителството вела дека станува збор за 3 девојчиња кои не наполниле ниту 15 години и дека е доставен предлог за определување мерка притвор за осомничениот. Најмалку 500 метри подалеку од училиштата ќе мора да бидат казината, автомат клубовите и објектите со електронски игри на среќа, предвидува новиот предлог закон. Владата најавува засилена борба против агресивното рекламирање и нелегалното коцкање. Продолжуваат активностите за реконструкција на останатите улици во штипската населба Леваци. Во месеците пред нас активно ќе се работи на улиците Христијан Карпош, Рудо, Боро Милевски и Коле Неделковски, со што целосно ќе се заокружи инфраструктурното уредување на населбата. Вкупната вредност на досегашните и планираните активности во Леваци изнесува околу 1 милион евра. Штип Стрит Фуд Фестивал се одложува за 19 и 21 јуни поради најавените лоши временски услови. Одлуката е донесена со цел фестивалот да помине во најдобро можно издание и со поголема посетеност. Програмата останува иста како што беше најавена и засега. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.